7 нови објекти, големи потрошувачи, годинава преку еколошки проект ќе бидат приклучени на гасоводната мрежа во Куманово. Како што соопшти директорот на јавното претпријатие Куманово гас Марко Митровски, станува збор за полициската станица во Куманово, Основен суд Куманово, Центарот за вработување, Центарот за социјална работа, Основното училиште Толи Зордумис, Музичкото училиште Панче Пешев и Подрачното училиште Крсте Мисирков и браќа Меладиновци кај Соколана. Во рамките на проектот минатата година потрошувачи на природниот гас во Куманово стана и Средното техничко училиште Наце Буѓони, училишната спортска сала и работилниците, како и ученичкиот дом Професор Мијалковиќ. Сите овие објекти се планираат во оваа година да бидат наши потрошувачи. Веќе се изберени фирми и проектирањето е во завршна фаза, бидејќи контактираме со тие фирми, даваме совети и помош колку сме ние надлежни. Во нареден период треба да се аплицираат за дозволи за поставување на урбана опрема, колку што имам информација дека набрзо ќе се распишат и огласи за да се изберат фирми изведувачи кои ќе го изведуваат, кои ќе ги изведуваат работите на тие објекти. Ние како предпријатие се спремаме, ќе имаме некоја мала делница за да дојдеме до нив со гасификација, меѓутоа ќе го исполниме тоа и ќе стоиме на располагање на тие институции, ќе го направиме приклучокот и здравје Боже во наредната 25-26 грејна сезона и тие да станат наши потрошувачи, каде што треба да се зголеми потрошувачката на природен газ за некои 20 до 30%, некоја наша пресметка. Ова идеја која ќе реализираме сега, меѓутоа таа идеја уште од самото формирање на јавното претпријатие, веќе подолг временски период мрежите до овие институции се изградени, се чека само официјалниот приклучок кој ќе го спроведеме, се надевам, оваа година. Освен дистрибуција и снабдување со газ, предпријатието континуирано работи и на проширување на гасоводната дистрибутивна мрежа. Се планираат дополнителни неколку километри годинава и во текот на 2026 година, посочуваат надлежните. Спомнавме дека према населба до Вршане ќе искористиме средства преку општина и преку владата, а сега владата треба да распише нов оглас. Имаме спремено проекти, веќе се работи на подготовка на документацијата и да аплицираме до општината и општината да аплицира до владата за уште некои 6,5 километри. Ако влезат во оваа програма во ова 25-та и наредна 26-та година да ги имплементираме и да ја расшириме нашата мрежа за уште некои 6-7 километри. Предвидени проекти се према населба Карпош, улица Доне Божинов до хотел Сателит, улица Никола Тесла, дел од улица Никола Тесла, улица 11 ноември до Основно училиште Толи Зордумис, улица Авној со дел од Видој Смилевски бато. Ние веќе почнавме со изградба, меѓутоа не ја довршивме со овие средства, планираме да ги довршиме улиците Горно Милановачка и Вараждинска. Тука исто така се планирани улица Тоде Думба, улица Драган Стопаревиќ. Митровски појаснува дека со оглед на тоа што станува збор за улици во централното градско подрачје, очекуваат и зголемен број на приклучоци пред се од домакинствата, а паралелно со тоа ќе се намали аерозагадувањето во општина Куманово, што е и основната цел на претпријатието.